Ја слушате програмата Низ Светото Писмо. Драги пријатели, претходниот пат видовме дека Давид беше многу разочаран и обесхрабрен, бидејќи долго време беше во бегство. На некој начин изгледаше како да сакаше да дигне раце и да се предаде. Но наместо да се откаже, тој отиде да живее во земјата на филистејците, кои пак беа непријатели на израелскиот народ. Според мене, тоа беше голема грешка. Исто како онаа на Авраам, кога одлучи да оди во Египет само за да си го спаси животот. Давид отиде во филистејските предели, се насели на тоа место и стана близок пријател со еден од филистејските цареви. По некое време дојде момент кога народот со кој живееше тргна во војна против народот од каде потекнуваше. Давид се најде во многу незгодна позиција. Од една страна, филистејците го прифатија и го примија кај нив, а од друга страна, немаше да му биде сеедно доколку требаше да се бори против сопствениот народ. Тој одлучи да застане на страната на филистејците и да се бори против својот народ. Но добро е што Бог реагираше и не дозволи тоа да се случи. Ако Бог не интервенираше во ситуацијата, Давид ќе направеше нешто за кое ќе му беше жал до крајот на животот. Мислам дека ние не сме ни свесни колку пати Бог интервенирал во нашите животи и не спречил да направиме нешто поради кое би се каеле во иднина. Некогаш Бог интервенира и во ситуации кога некој друг сака да ни направи нешто лошо. А сепак, ние не сме ниту свесни за тоа. Навистина сум му благодарен на Бог дека толку многу не сака, што не остава секогаш да живееме според своите планови и замисли. Мислам дека еден ден кога ќе бидеме на небото, ќе ни стане јасно колку често и на какви начини Бог не заштитувал. Глава 29. Давид помеѓу филистејците. Ке ги прочитам првите два стиха од глава 29. Филистејците ги собраа сите своји доброволни чети во Афек, а израелците поставија логор кај изворот што е во Израел. Кнезовите филистејски врвеа со стотици и илјади, а Давид и луѓето негови одеа зад нив со Анхус. Давид одеше заедно со филистејците, кога тие тргнаа кон местото каде што требаше да се случи битката. Кога го видоа филистејските кнезови, тие се побунија кај царот Анхус и рекоа дека не сакаат да војуваат заедно со него. Ставете се во нивна кожа. Допред некое време Давид бил ваш непријател, а сега, одеднаш, се бори рамо до рамо со вас против својот народ. Малку необична ситуација, зарем не? Филистејските кнезови немаа мир во однос на тоа и верувам дека беа поттикнати од Бог кога дојдоа кај Анхус за да го искажат своето незадоволство и да побараат Давид да се врати назад кај израелците. Бог интервенира и ги поттикнува филистејските кнезови да го избркаат Давид. Слушнете што пишува во стих 3. И говореа кнезовите филистејски: какви се тие евреи? Анхус им одговараше на кнезовите филистејски: зар не знаете дека е тоа Давид, слугата на Саул, царот израелски? Тој е кај мене повеќе од 1 година. И јас не недов кај него ништо лошо, откако е дојден до денес. Иако Давид потекнуваше од народ кој е непријател на филистејците, сепак царот Анхус му рече: не најдов никаква вина во тебе. Во ниту еден момент Давид не се обиде да ја поткопа власта на царот, или на кој било начин да предизвика дестабилизација кај филистејците. Ова е уште една потврда за тоа каков човек беше Давид. Стих 4. И почнаа да негодуваат против него кнезовите филистејски и му рекоа: испрати го тој човек. Нека си оди на местото што си му го определил, за да не оди со нас во војна и да не стане наш противник во војната. Со што може да го смилостеви господарот свој, ако не со главите на овие наши луѓе? Логиката на кнезовите е следната. Ако Давид со години беше наш непријател и се бореше против нас, што ни гарантира дека во клучен момент нема да ни го сврти грбот и да не нападне? Тој беше човекот кој го уби нашиот најсилен војник, Голијат. Зарем ке се бори против својот народ за корист на нашиот? Тој бега од неговиот господар Саул. И најдобриот начин на кој може да го смири гневот на Саул е ако ни нанесе пораз. Не ги обвинувам за тоа што го кажаа,
бидејќи ситуацијата навистина беше необична и не секојдневна. Нели е тоа оној Давид, на кого му пееја хоровите велејки Саул порази илјади, а Давид десетици илјади? Анхус се најде во многу незгодна позиција, но одлучи да го направи правилното нешто. Седна да разговара со Давид и му ја објасни ситуацијата. И Анхус го повика Давид и му рече: "Ти се колнам во Господ, ти си чесен и на очите мои би им било мило да одиш и да се враќаш со мене при моите војувања. Зашто јас не сум забележал во тебе ништо лошо, откако си дојден кај мене се до денес. Но во очите на кнезовите ти не си добар. Затоа, врати се сега, оди си со мир и не ги дразни кнезовите филистејски." Со други зборови, Анхус, еден од водачите, му вели на Давид: "Другите се мнозинство и ме надгласаа. Не сакаат да се бориш заедно со нас. Верувам дека си добар човек и дека нема да направиш ништо лошо, но мора да те замолам да си одиш." Овој разговор беше поттикнат од Бог. Бог сакаше да го заштити Давид и не му дозволи да се бори против луѓето, чиј цар ќе биде во иднина. Стих 8. Но Давид му рече на Анхус: "Што сум направил и што си нашол кај твојот слуга, откако сум пред лицето твое и до денес? Зошто да не одам и да не војувам против непријателите на мојот господар, царот?" Во моментот, Саул навистина беше поголем непријател за Давид во споредба со филистејците. Така што се однесува до Давид, тој беше убеден дека правилно постапува со тоа што се бори на страната на филистејците. Но главниот проблем на Давид во таа ситуација беше неговата невера кон Бог. Што мислам под тоа? Зарем Бог не му вети дека ќе биде следниот цар на Израел? Ако Божјото ветување е вистинито, тогаш тој немаше потреба да бега во друга земја за да го заштити својот живот. Давид, едноставно, требаше да му верува на Бог дека тој ќе го заштити, без притоа да стапне на територијата на непријателот и оттаму да очекува помош. Давид беше вон Божјата волја и токму поради тоа беше убеден дека треба да се бори против израелците. Со тоа ќе направеше греф, но Бог не му дозволи. Ќе го прочитам стих 11. И Давид стана, тој и луѓето негови, за да тргнат рано изутрината и да се вратат во земјата филистејска. А филистејците отидоа да војуваат во Израел. Израел се наоѓа на север. Ако имате можност, отворете ја мапата на Израел на интернет и побарајте го Израел, за да знаете каде требаше да се судат филистејците и израелците. Ако имате можност некогаш да одите во Израел и да ја посетите долината Израел, ќе сватите дека станува збор за навистина големо пространство, а и нејзината почва е многу плодна. Тоа беше местото каде се судрија филистејците и израелците. Глава 30. Давид се бори со амаликијците во Циклаг. Додека Давид и неговите војници беа во филистејските предели, друг непријател на израелскиот народ, амаликијците, го нападнаа градот Циклаг, направија голема штета и ги одведоа луѓето во плен. Циклаг се наоѓа некаде на југот на Израел, што значи дека беше далеко од Израел, односно далеко од местото каде се наоѓаше војската на Израел предводена од Саул. Ке ги прочитам првите 3 стихови од глава 30. На третиот ден, откако Давид и луѓето негови тргнаа за Циклаг, амаликијците го нападнаа Циклаг од југ, го презедоа и го изгореа со оган. Жените пак и сите што беа во него, од мал до голем, не ги убија, туку ги одведоа во плен и отидоа по патот свој. Се приближи Давид и луѓето негови до градот, и ете, тој е изгорен со оган, а жените нивни, синовите нивни и ќерките нивни се земени во плен. Некое време пред оваа случка, Давид и неговите војници го присвоија градот Циклаг и семејствата на војниците беа населени таму. Најверојатно секој од нив имаше сопруга и деца кои живееја во градот. Во тој момент Давид со себе имаше околу 600 мажи следбеници. Одреден период откако го населија Циклаг, Давид и неговите војници побегнаа и бараа за солниште кај царот Анхус. Кога се вратија назад од филистејската земја, тие наидоа на уништен и полупразен град.
Давид и неговите следбеници почнаа да плачат и да викаат. Стих 4. Давид и народот што беше со него почнаа да викаат и да плачат, додека имаше сила во нив за плачење. Ова беше навистина тешка ситуација за Давид и за сите што го следеа. И сопругите на Давид беа киднапирани. Стих 5. Беа земени во плен и двете жени Давидови, Ахиноам, Израелката, и Авигеја, поранешната Навалова жена од Кармил. Ке се сетите дека Авигеја беше омажена со еден многу богат човек чие име беше Навал, што значи безумен. Може би кога бил мал, другарите го викале глупчо. Навал доби срцев удар и тоа беше причината за неговата смрт, а Давид ја зема неговата сопруга за своја. Мислам дека Авигеја беше една од најсветлите точки во животот на цар Давид. Таа беше вистински благослов за него. Давид беше многу збунет, бидејќи народот сакаше да го убие со камења, зашто сиот народ страдаше во душата, секој за синовите своји и за ќерките своји. Текстот вели дека Давид беше многу збунет, не само бидејќи и неговите сопруги беа земени, туку зашто народот се крена против него. Сакаа вината да ја префрлат на него, бидејќи тој им рече да го напуштат Циклаг и да одат кај филистејците. Давид беше далеко од совршен човек. И како што можете да забележите, и тој носеше погрешни одлуки. Ова е една од многуте погрешни одлуки кои ги донесе во животот и за неа плати скапа цена. Неговите следбеници ја изгубија довербата во него. Во тој момент Давид беше во навистина тешка ситуација. Од една страна сакаше да му угоди на народот, а од друга страна не знаеше како да го стори тоа. Околу 600 мажи беа гневни на него и некои од нив навистина сакаа да го каменуваат. Но забележете ја неговата реакција. Следниот стих е навистина охрабрувачки. Тој знаеше дека, ако има решение за ситуацијата, тоа ќе дојде од Господ. Стих 7. Но Давид се закрепи со надежта во Господ, својот Бог, и му рече Давид на свештеникот Авијатар, синот на Ахимелех: донеси ми го ефодот. И Авијатар му го однесе ефодот на Давид. Давид се закрепи со надежта во Господ, својот Бог. Ова е еден од моите омилени стихови поврзани со животот на Давид. Токму овој стих бил извор на охрабрување за мене во моменти кога сум се соочувал со тага и разочараност. Драги пријатели, во животот често ќе се соочуваме со околности кои нема да ни носат радост или среќа. Има моменти од животот кога ќе се најдеме во навистина мрачно место, исто како и Давид. Во такви ситуации ќе погледнете околу себе и ќе се почувствувате безпомошно и безнадежно. Прашањето е, како ќе постапите во такви околности? Ќе продолжите да се самосожалувате? Ќе се откажете? Ќе дигнете раце? Ако вистински му верувате на Бог, сакам да знаете дека во него ви е достапна сила и храброст. Ако побарате помош од Бог, тој ќе ви помогне. Бог некогаш дозволува да се најдеме во такви околности, за да научиме да се надеваме на него и да му веруваме дека ќе ни се открие. Мислам дека токму во такви животни околности царот Давид ги има напишано некои од најпознатите псалми, како на пример Псалм 23. Ако се соочувате со некакво разочарување, тага, отворете ја старозаветната книга Псалми и читајте ја. Сигурен сум дека ќе ви помогне, ќе ве охрабри и ќе ја зајакне вашата вера во Господ. Давид го побара ефодот. Тоа е онај дел од облеката на првосвештеникот кој е символ за молитвата. Преку законот кој му беше даден на Мојсей, Бог даде конкретни насоки за тоа како треба да бидат облечени свештениците и првосвештеникот. За разлика од свештениците кои имаа само ленена наметка, првосвештеникот имаше уште неколку парчиња облека по кои се разликуваше од сите останати. Покрај другото, на рамењата имаше 12 скапоцени камења, кои беа символ за 12 племиња на Израел. Првосвештеничката служба е еден вид предслика на службата и улогата на Господ Исус Христос како првосвештеник, кој не носи на своите рамења. Сетете се на параболата за изгубената овца, запишана во Евангелието според Лука глава 15. Исус вели дека кога пастирот ќе ја најде изгубената овца,
тој ја става на своите рамења, ја носи дома и подготвува веселба за да прослави. Ако и вие сте како таа изгубена овца и чувствувате дека сте застранили од Божиот пат, побарајте помош од Господ Исус. Тој ќе дојде, ќе ве стави на своите рамења и ќе ве врати назад во Божиото стадо. Давид го побара ефодот и кога му го донесоа, тој му се помоли на Бог и го праша за совет што да прави во ситуацијата. Со тоа што дојде кај Бог за да побара совет и мудрост, Давид призна дека не знае што треба да направи и дека неговата надеж во таа ситуација е само во Господ и неговата мудрост. Слушнете што пишува во стих 8. Давид го праша Господа, велејки, да го гонам ли тоа мноштво и ќе ги стигнам ли? А одговорот му беше, гони, ќе стигнеш и ќе ги избавиш. Бог му кажа на Давид да тргне по амаликијците, бидејќи може да ги стигне и да ги ослободи жените кои беа земени како плен. Стих 10. И ги гонеше Давид, тој сам со 400 души, а 200 души останаа, зашто немаа сила да го преминат Бесорскиот поток. Давид го послуша Господ, зеде со себе околу 400 луѓе и тргнаа во потера по амаликијците. Идејата беше да ги стигнат, да војуваат со нив, да им го земат пленот и да ги вратат жените назад во Циклаг. Стихови 11 и 12. Најдоа еден египтјанин во полето. Го доведоа кај Давид, му дадоа леб да јаде и го напоија со вода. И му дадоа дел од низа смокви и 2 грозда суво грозје. И тој јадеше и се подкрепи, зашто не беше јадал леб и не беше пијал вода 3 дни и 3 ноќи. Кој е овој човек? Текстот вели дека беше слуга на еден од амаликијците. Кога се разболе, неговиот господар го остави да умре. За разлика од амаликијецот, Давид го згрижи човекот и му даде да јаде и пие. Како знак на благодарност, египтјанинот му рече дека ќе му каже каде отидоа амаликијците, но под еден услов – да биде ослободен и да не го вратат кај господарот. Откако Давид му вети дека нема да го стори тоа, слугата му кажа во која насока се упатија амаликијците. Во следните 2 стиха е опишана случката во која Давид ги нападна амаликијците. Од текстот јасно се гледа дека тие не очекуваа некој да ги нападне. Токму затоа се оддадоа на јадење, пиење и празнување за пленот кој го зедоа. Стихови 16 до 17. Давид му се заколна и тој ги поведе. И ете, амаликијците, распрснати по целата таа земја, јадеа и пиеа и празнуваа поради големиот плен што го беа зеле од земјата филистејска и од земјата јудејска. И ги нападна и ги убиваше Давид од утринските мугри до вечерта на другиот ден. И никој од нив не се спаси, освен 400 момчиња што се качија на камили и избегаа. Само дел од нив успеаа да се вратат, а голем дел од нив беа убиени. Давид успеа да ги ослободи жените, а и добитокот и ги врати назад во градот Циклаг. Помеѓу војниците на Давид започна расправија во однос на тие 200 луѓе кои останаа во градот. Прашањето беше дали и тие требаше да дојдат да се борат или не. Дали да им се даде дел од пленот или не. Со оглед на тоа што целиот народ веќе мина низ големи проблеми и тешкотии, Давид знаеше дека нема потреба да се отвори нова расправија и нов проблем. Затоа пресече и донесе одлука сите да го делат пленот. Како оние кои беа во борба, така и оние кои останаа во градот. Глава 31. Давид дознава за смртта на Саул и е поставен за цар. Ке започнеме со читање од првиот стих. Контекстот е следниот. Израелците се борат против филистејците. Фала му на Бог што го спречи Давид да биде дел од оваа битка. Давид сакаше да се бори на страна на филистејците, но Бог не му дозволи да направи такво зло. Тој се врати во градот Циклаг и дозна дека амаликијците го нападнале градот, го изгореле и ги зеле сите жени како плен. Во меѓувреме, еве што се случуваше на бојното поле на северот од земјата. Ке го прочитам првиот стих. А филистејците војуваа против израелците, и мажите израелски избегаа од филистејците и паднаа победени на планината Гелвуја.
Секогаш кога израелците бегаа од своите непријатели, тоа беше знак дека се непослушни на Божјата волја. Ако не ми верувате, слободно проверете. Прочитајте ја Библијата и ќе видите дека секогаш кога израелците губат и се угнетени од околните народи, тоа е директна последица на нивната духовна и морална изопаченост. Токму тоа се случува и во овие стихови. Слушнете што пишува во стих 2. Тука започнува трагедијата на израелците. Филистејците го стигнаа Саул и синовите негови. Филистејците ги убија Јонатан, Авинадав и Мелхисуи, Саулови синови. Битката против Саул стана жестока и стрели од лакови го погодуваа. Тој беше тешко ранет од стрелите. Ова е почетокот на крајот за Саул. Во оваа битка тој го загуби својот живот. Авторот вели дека беше погоден од стрели. Не знаеме за колку стрели станува збор, но можеме да претпоставиме дека филистејците го препознаат царот и тој стана нивна главна мета. За да биде трагедијата уште поголема, и неговиот син Јонатан беше погоден и умре за време на оваа битка. Според мене, еден од главните проблеми со кои се соочија израелците на бојното поле беше бројот на филистејците. Но замислете колку ќе беше непријатна оваа борба доколку Давид се бореше на страна на филистејците. Тој ќе требаше да се бори против својот најдобар пријател. Не знам дали Давид воопшто размисли за тој аспект од борбата, но добро е што Бог го спречи во неговите намери. Бог имаше многу добра причина зошто не му дозволи на Давид да се бори против израелците. Секој пат, кога Бог не спречува да направиме нешто, верувајте дека тој има добра причина за тоа. Од претходниот стих дознаваме дека Саул беше ранет. Што се случи потоа? Стих 4. Тогаш Саул му рече на оруженосецот свој: извади го мечот и уби ме со него, да не дојдат оние необрезани и да ме убијат и да не се подигруваат со мене. Но оруженосецот не сакаше, бидејќи многу се плашеше. Тогаш Саул го зеде мечот и се фрли врз него. Кога Саул свати дека е смртно ранет, тој знаеше дека непријателот може да го зароби и да се изживува со него. Се разбира, тој не сакаше неговиот живот да заврши на таков начин. Како што можевте да видите досега, Саул беше многу горделив и егоистичен човек и немаше да дозволи некој да си поигрува со него. Кога побара од оруженосецот да го убие, тој беше одбиен, бидејќи оруженосецот не сакаше да крене рака врз својот господар. Затоа Саул го зеде својот меч и се фрли на него. На прв поглед, изгледа дека смртта на Саул беше резултат на самоубиство. Стихови 5 до 9. Оруженосецот негов кога виде дека Саул умре, и самиот падна врз мечот свој и умре со него. Така умреа во тој ден Саул и трите синови негови и оруженосецот негов, а исто така и сите луѓе негови заедно. Израелците кои живееја кон долината и од оваа страна на Јордан, откако видоа дека луѓето израелски избегаа и дека Саул умре и синовите негови, ги напуштија градовите своји и избегаа, а филистејците дојдоа и се населија во нив. На другиот ден филистејците дојдоа да ги ограбуваат убиените и го најдоа Саул и тројцата синови што беа паднале на планината Гелвуја. Го свртеа и му ја пресекоа главата, го симнаа од него оружјето и испратија по целата филистејска земја да го разгласат тоа по идолските светилишта и на народот. Кога го најдоа телото на царот Саул, филистејците му ја одсекоа главата, го симнаа од него оружјето и го пуштија да биде прикажано низ целата филистејска земја. Ова е оружјето кое Саул му го понуди на Давид пред борбата со Голијат. Замислете Давид да ја прифатеше понудата и да се бореше со оружјето на царот. Знаете ли, на крајот, кој ќе ги земеше заслугите за победата против Голијат? Саул, се разбира. Ќе ги прочитам последните 4 стихови од оваа книга. И го положија оружјето негово во идолското светилиште на Аштарта, а телото негово го закачија над зидините од градот Бет-Шан. Жителите на Јавеш Галаадски слушнаа за тоа што го направија филистејците со Саул. Се кренаа сите силни луѓе, одеа цела ноќ, го зедоа телото на Саул и телата на синовите негови од зидот во Бет-Шан.
Дојдоа во Јавеш и таму ги изгореа. Ги зедоа коските нивни и ги погребаа под омориката во Јавеш и постеа 7 дена. Со тоа доаѓаме до крајот на старозаветната книга позната како Прва Самуилова. Слушнавте емисија од програмата Низ Светото Писмо. Можете да не слушате и преку мобилна апликација на нашиот YouTube канал и на сите познати подкаст платформи како што се Google, Apple и Spotify. Ако ви се допаѓаат нашите програми, споделете ги и препорачајте ги на вашите пријатели. Бидете слободни да оставите свој коментар или да ни пишете на нашата имейл адреса nizsvetotopismo@gmail.com. Следете ги нашите страни Низ Светото Писмо Македонија на Facebook и Instagram. Емисиите од оваа серија можете да ги најдете и на нашата веб страна ttb.twr.org.